Серијал за македонскиот стартап екосистем. Како се гради стартап екосистемот, низ што поминуваат предприемачите, каде може да најдат поддршка. Каков е потенцијалот на македонските стартапи, зошто тие се двигателите во новата економија? Успешни стартап приказни, ставови на предприемачи, акцелератори, странски организации, ментори, фондови, државата, институциите, подржувачите. Нови факти за секторот кој креира можности и влијае врз растот на домашната економија. Стартап е компанија која се наоѓа во почетните фази од развојот на својот бизнис. Ова е наједноставната дефиниција за стартапите. Подлабинска анализа на сите важни работи поврзани со стартапите прават представниците на Стартап Македонија, одговарајќи на прашањата: што е стартап, што представува Стартап Македонија? Стартап е компанија во рана фаза која што се труди да внесе иновација и има поголем потенцијал за раст. Главната цел на Стартап Македонија како асоциација е да биде тука за сите стартапи и сите организации кои што ги поддржуваат тие стартапи, се со цел да се формулира еден здрав екосистем каде што младите предприемачи, иновативните предприемачи ќе можат да освојуваат нови пазари и да ги растат своите бизниси од тука. Веќе сме стигнати до ниво каде што овој екосистем е на некое добро ниво, има многу моменти за подобрување и понатака целта ќе ни биде да го зајакнеме овој екосистем и секако да се потрудиме да ја позиционираме земјата како стартап хаб на Балканот. Македонскиот стартап екосистем има многу чинители. Каква е нивната дефиниција за стартап? Според мене стартап е група на луѓе кои што имаат одредена пасија, споделуваат одредена пасија за некаква кауза која што сакаат да ја решат, некој проблем да решат сите заедно, се имаат склопено со различни видови на знаење, различни способности, со цел да формираат еден тим кој што навистина може да понуди едно прекрасно решение на даден проблем кој што засега поголема група на луѓе. Стартап подразбира компанија, односно предпријатие кое што е во иницијалната фаза од својот развој. Најчесто стартапите се финансирани од своите кофаундери, меѓутоа нивната цел е за што побрз временски период да направат одредена вредност за да можат да придобијат инвестиции за побрз раст. Стартап е компанија која што е нова, значи бебе компанија која што е свежо основана и има потенцијал да има многу голем раст за многу краток период. Има безброј дефиниции за тоа што е стартап. Обично тоа се дефинира како бизнис кој е во почетна фаза на раст и се поистоветува со IT секторот. Имено за нас стартап е секоја бизнис идеја во било кој сектор која има нешто иновативно во однос на постоечките решенија на пазарот и има глобален потенцијал за брз раст. Сметам дека во последните години стартап екосистемот во нашата земја е на еден начин созреан, па од тука на компаниите им стоат на располагање различни можности кои можат да им помогнат подобро да ги разберат процесите, да се подготват себе си и компанијата за постигнување на поголеми планови, како и да покренат некоја иницијална инвестиција која ќе им овозможи да дојдат до фазата на развој кога би биле соодветни за разговор и покренување на инвестиција од еден фонд како што е ЕНИФ. Стартап е Никулец компанија која всушност почела како идеја и многу наскоро се развила во компанија и пробува да пробие некоја идеја на пазарот. Претежно стартапи се занимаваат со креативни идеи, со нешто што досега што пробува да го направат нешто тоа како досега ги прави пазарот ги прави работите. Не постои некаква генерална дефиниција за тоа што е стартап или законска регулатива што кажува ти си стартап, а ти не си, меѓутоа некој генерално размислување дека стартап се продукти компании кои што имаат некаков иновативен продукт, кои што носат позитивна промена во општеството, во опкружувањето и она што е многу важно, имаат проспект за многу брз и голем раст во компанијата. Според мене, стартап е компанија која се уште
го нема усвоено, односно пронајдено кој е бизнис моделот, односно се уште нема продукт маркет фит. Стартап представува мала компанија која што е формирана од луѓе со голема визија. Луѓе кои што имаат визија таа мала компанија да ја порасне да биде во голема компанија и да направат продукт кој што ќе решава некој проблем на пазарот. И ќе го видат тој продукт во реален сетинг, користен од клиенти и на тој начин да продолжат да растат. За мене стартап е компанија која што работи на нови технологии, односно иновативни технологии, кој што има забрзан раст и развој и кој што има потенцијал да го смени сето досегашно работење на некоја индустрија или пак на цели индустрии. Представниците на стартап екосистемот даваат различни дефиниции за стартап, но кај сите се провлекува истата мисла дека се работи за нешто ново, иновативно. Како на дополнување на темата за стартап и дефиницијата на Инвестопедија, стартап е млада компанија основана од еден предприемач или група од нив со цел да се донесе нов производ или услуга на пазарот што ќе биде единствена или подобра од веќе постоечките. Интересна дефиниција дава и Верби Паркер. Стартап е компанија која работи на решавање на некој проблем чие што решение не е очигледно, ниту пак успехот е загарантиран. И на крајот, според нашиот закон за иновацијска дејност, новоосновано микро, мало и средно трговско друштво, стартап, е трговско друштво основано од едно или повеќе физички или правни лица, од чие основање до моментот на аплицирање за финансирање од буџетот на Република Македонија не поминале повеќе од 6 години. Во следната епизода на серијалот за македонскиот стартап екосистем ќе гледате представување на македонскиот стартап екосистем, каква е улогата на Асоцијацијата Стартап Македонија, каков тип на поддршка е на располагање.